Ова издание на Студио на Нова е надвор од Студиото на Нова во еден убав амбиент во библиотеката приватна на професорот по уставно право Светомир Шкарич во неговата куќа во Дојран, каде што престојува и дојдовме тука да поразговараме со него по врска со многуте предизвици пред кои е воопшто правната држава, на кои изложена правната држава во Македонија. Професор, ви благодарам што ја прифативте поканата да учествувате за овој разговор во Студиото на Нова, кој го правиме во вашата библиотека. Вие сте во Дојран. Пред да почнеме да навлеземе да зборуваме за она што, како што најавив, за предизвиците на правната држава и почитувањето на уставот, мал коментар на една актуелна тема, што се случува во Дојран, како е? Па Дојран е интересен, особено сега околу решението на државниот инспекторат за забрана на капењето. Натрешната локалната јавност е воздемирена, па и локалната власт. Но поделена е се луѓето, некои пијат вода и се бањаат, други се внимателни. Вие Јас се бањав 70 години, од ова година престанав после, значи 70 години, откако излезе истражувањето на регионален еколошки центар. Тоа е едно истражување од 100 страници и откако видов дека е темелно истражување направено од група професори биолози од факултетот по биологија на Скопскиот универзитет, се замислив и престанав да се бањам, затоа што бањањето е опасност по здравјето. Страдат очите, морам да прекинам веќе да се бањам. Потоа има доста отровни материи, особено што ги лачат овие дивите алги што се хранат од фекалиите, и морам да прекинам, така да сега наместо кон езерото свртен сум кон ридот. Кон ридот, околу ридот, уставното право, вашиот учебник, вашето дело, ова е 8-о издание посветено на студентскиот пленум. 9-то издание на кого ќе биде посветено? Па ова е на студентскиот пленум посветено и на сите они од кои што учев и од кои што се уште учам, почнувајќи од прво одделение па се до денешен ден. А следното издание кое е веќе во подготовка и кое веројатно ќе биде пообемно од ова, ќе биде посветено на шарената револуција, но ние млади луѓе кои што демонстрираат дух и кои покажуваат дека духот е посилен од материјата, од сите оние споменици, од сите улици. Нивното око уметничко ме враќа во Ренесансата, во оној период кога оживува Платоновата академија, и јас сега се обидувам преку уставното право да ја оживеам и ова научната димензија на шарената револуција, таа ќе биде внатре артикулирана, се разбере во еден поширок контекст, во контекстот на европските револуции, почнувајќи од пуританската револуција, холандската, па се до револуцијата февруарска од 1848. На почетокот тука користите еден интересен цитат кој мислам дека може да биде убава илустрација за контекстот во кој го правиме овој разговор. Имено го користите, извадок еден цитат од покојниот легендарен председател на Јужноафриканската република Нелсон Мендела, кој вели: промените во општеството не смее да бидат блокирани од узурпаторите на власта кои сакаат да ја земат моќта од луѓето и да ја користат во нивните собствени подли цели. Да, тој цитат го ставив затоа што во учебникот, а тоа може од регистарот да се види, на многу места се осврнувам на овие злоупотреби на власта во Република Македонија, на изборните нерегуларности, на клептократијата, па на поимот, клиентелизам, сето тоа што нема врска со легитимитетот и што не е во функција на моќта на народот, туку е во функција на црпење на таа моќ за лични цели. Ние фактички на штета на граѓани. На штета на граѓани. Ние фактички го имаме тоа и тоа е основниот генератор на македонската криза во која што Македонија се наоѓа. За да тоа се спречи, професоре, предпоставам дека треба да имаме добар уставен суд кој ги штити начелата, принципите на уставот. Нашиот устав е дизајниран согласно високите стандарди на демократските држави. Сепак очигледни се низа на проблеми кои го засегаат и како владењето на правото, кој станува се
покритично според многуте коментари како од домашната стручна јавност, така и од меѓународната стручна, но и политичка јавност. Моето прашање за почеток околу Уставниот суд објави дека заминува на одмор и со тоа помалку се изневерија очекувањата на еден добар дел од јавноста, меѓу другото, споменавте шарената револуција, која бараше да со Уставниот суд да се изјасни по иницијативата покрената околу уставноста на специјалното јавно обвинителство. Зошто, според вас, дали се избегнува упорно оваа расправа во Уставниот суд дека е комплицирана како таква, бидејќи постојат можеби елементи со кои би се оспорило легално уставноста, би се оспорило на специјалното јавно обвинителство, или е политика прашање? Второто е повеќе, затоа што Уставниот суд, ако се држи до деловникот, до редоследот на предметите, како доаѓа, така и да ги разгледуваат, требаше тој предмет или тој случај да биде разгледан пред разгледувањето на уставноста на законот за измена и дополнување на законот за помилување, бидејќи иницијативата дојде пред таа иницијатива. Значи, временски треба да го следи тој редослед и како доаѓаат иницијативите, така да ги става на дневен ред, да нема прескокнување. Овде имаме случај на прескокнување. Ако на иницијатива за оценка на уставноста на законот за помилување е експресно ставен на дневен ред и уште поекспресно Уставниот суд се произнел со укинување на целиот закон, тогаш сомнително е зошто не го става на својот дневен ред предлогот за оценка на уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство. Прашање е политичка игра. Во која мера има правна основа таа расправа? Може ли конечно, што знам, едно хипотетичко прашање, кога би биле вие член на Уставниот суд, уставен судија, и ако се водите строго до начелата на Уставот и правото, како ќе се изјасните вие? Видите, оценка на уставноста не е техничко прашање. Кога ќе се каже да водите строга мерка или да бидете насочени на Уставот, што пишува во Уставот? Уставот се толкува. Оценка на уставноста значи толкување на Уставот. При толкувањето на Уставот има две димензии. Една е правна, една е политичка димензија. Правната димензија води сметка за правниот текст. Ако таа димензија се има во предвид, може да се најдат повеќе елементи што идат во прилог на уставноста на законот за специјалното обвинителство. Првиот елемент е тоа што специјалниот јавен обвинител го избира Советот на обвинители, што е случај со сите други 200 обвинители, освен републичкиот обвинител. Републичкиот кој што го избира собранието. Сите други обвинители, реков, ги избира Советот. И овде специјалниот обвинител е избран од Советот на јавни обвинители на предлог на собранието по претходна согласност на 4 политички партии. Значи имаме иста процедура, дури и за јакната процедура. Второ, специјалниот обвинител поднесува извештај за својата работа пред Советот за јавни обвинители и пред собранието. Иста релација како и за другите видови обвинителства, дури и во зголемен обем, бидејќи овие редовните, ако така ги наречеме јавните обвинителства, поднесуваат извештај до Советот, само до Советот на јавните обвинители, а специјалниот и до собранието. Тоа е очигледно е дека на тој начин обвинителство, специјалното обвинителство е вклопено во постојниот систем. Има ли основа сепак да се изнесе Уставниот суд против? И да рече, ова не е уставна. Уставен суд може да биде изложен, односно да се отвори прашањето околу тоа дали специјалното јавно обвинителство е дел од обвинителскиот систем, од системот на јавното обвинителство во Република Македонија. Јас изнесов два елемента кои Уставниот суд не ќе може да ги оспори. Тоа се јасни елементи. Може да оспорува, да ја оспорува хиерархијата на специјалното јавно обвинителство во односот на републичкиот јавен обвинител.
pa da kaže odstapува од таа хиерархија, односно поимот единственоста на обвинителството, како што е во Уставот дадена, е во известна смисла нарушена. Но и тука сега постои одредено образложение што може да се изнесе како аргумент, а тоа е што специјалното јавно обвинителство има таква автономија, каква што автономија имат и сите други обвинителства, со тоа што таа автономија е подигната на републичко државно ниво. Таквата автономија или неговото формирање е сега условено од политички причини. Доаѓаме сега до политичките димензии на уставноста, кои ретко некој сака да ги свати, а тоа е дека специјалното јавно обвинителство е создадено поради состојбата во која што се наоѓа земјата, поради нефункционирање на редовното јавно обвинителство. А ово е веќе и врз основа, тоа е сега исто така еден многу значаен елемент. Го формираат, се формираат обвинителство на предлог на 4 политички партии, со високо мнозинство гласови во собранието. Тоа се 111 гласа, 111 гласа гласале, не гласал никој против. Потоа, тоа е мнозинство поголемо отколку што е донесен Уставот од 91 година, тој е донесен со 92 гласа. Бројот на гласовите од гледиштето на уставно право има тежина во легитимноста, така да Уставниот суд во овој контекст би морал да ја има во предвид и ова политичка димензија, бидејќи он живее и работи во одреден политички колорит, а правните елементи се многу силни. Тешко на Уставен суд ако евентуално донесе одлука за неговата неуставност. Тоа е моето следно прашање. Постојат низа на спекулации дека тоа ќе биде после атомската бомба која би ја употребила власта со оглед на тоа што постојат многу аргументи кои говорат во функција на тоа дека власта го контролира Уставниот суд, што ако Уставниот суд го поништи, односно одлучи дека специјалното јавно обвинителство не е уставно и со тоа. Да, значи одлуката ќе биде 100% ако биде одлука на поништување. Таа одлука би значила поништување на сите дејствија што досега специјалното јавно обвинителство ги има превземено. Сите налози за отворени предистраги. Се досега што работел, тоа би се не важи. И веројатно во сценариото на власта, тие што се против специјалното јавно обвинителство, а вие ги знаете, тоа е фактички целиот државни естаблишмент, во тоа сценарио го има вклучено и Уставниот суд. Но дали Уставниот суд ќе се дрзне да донесе одлука за поништување на една таква институција во овие услови за кои што зборев, кога постојат и цврсти елементи за неговото вклопување во единствениот обвинителен систем, мислам тоа ќе биде и морално прашање за тие 5 судии кои што досега го одрезуваат мнозинството во Уставниот суд. Што значи тоа морално прашање? Морално прашање беа многу други суди беа изложени на морални тест на етиката и моралот, па може би не поминаа, па сепак. Да, може така, али има последиците сепак остануваат, а кои се последиците? Прашање дали ќе се одржи после една таква одлука Уставниот суд како институција. Тоа е веќе деградиран со одлуката за укинување на законот за помилување од 2009 година. И се види и тоа науката, јас тоа се посебно го истражувам, јасно може да се заклучи дека одлуката што е донела за помилување му е дефектна. Дури и за скриена одлука. На Уставниот суд, со која се може на председателот да ги... Да. Наместо да му направи услуга, тој му направи штета. И тоа огромна штета. И на председателот му направи штета, а и на целиот правен систем. Ова ќе биде уште поголема штетата. Но Уставен суд треба да води сметка. Ако така поменал председателот на Републиката, како инокосен орган, донел толку одлуки за аболиција, па морал да ги повлече. Не знам како Уставниот суд ќе помине, но затоа нека се водат сметка тие кои што ќе гласат за укинување на таа одлука. Сакате да предупредите од можност да Уставниот суд биде доведен во сценарио на во кој беше Иванов да донесе одлуката, па после да ја повлекува во кратко период? Не ќе може да ја повлече одлуката. Бидејќи тоа се коси со... Не може да ја повлече одлуката. Иванов можеше да ја повлече одлуката. Уставниот суд не може. Да, Иванов можеше да ги
povleče своите одлуки и без оној дополнителен закон. Тоа беше игра. Да. А овде не може Нема. И што потоа? Потоа, веројатно ќе се остане со 5 суди. Другите веројатно ќе се повлечат судиите и со 5 суди ќе имаме дефектен, односно неполн уставен суд. Не знам како ќе помине тоа. А и не знам како ќе биде револтот на граѓаните. И одјекот на меѓународната заедница. Да го споменав, ја споменав аболицијата и председателот Иванов. Вие имате известно искуство со председателот Иванов, бевте негов советник во еден период, па и ваш ученик, нели? Постојат многу спекулации околу тоа како е донесена таа одлука за аболицијата. Некој велат, самиот Иванов рече дека е тоа негова одлука, автономна. Од друга страна, бројни се коментарите за тоа дека тоа е само пион кој извршува партиска одлука и политичка и партиска задача. По кои околности председател, што мислите вие, како би кога би се вклучиле во една вака шпекулативна расправа, која би била вашата теза? Па прво станува збор за еден многу сложен потват. Тоа се Именно. 56 Кои лица. имаше драматични последици вака. Да, 56 лица да се аболираат за преку 100 кривични дела. Тоа е голем потват, ние таков потват досега не сме имале, а и нема таков потват на аболиција преку форма на помилување извршено во било која друга земја во светот. Тој сега милува да кажува дека па и претходно во Македонија е вршена аболицијата и не е било поставено прашање на одговорност. Имаме ние две аболиции. Една аболиција што ја изврши председателот Трајковски за 2 случаеви. Доста Димовска. И он е раководителот на 5-та управа. За случајот големо уго, да. Па околу прислушувањето. Да. И втората аболиција беше 2008 кога Зоран Заев. председателот Црвенковски Случајот. да, во врска со Глобал. Тоа се две, али пазите, тоа се фактички 3 случаи. Овде се 56 лица за преку 107 кривични дела. Изгледа многу и повеќе се кривични дела, но во тоа сега човек да не нафлегува. Тоа е голем потват. Но, за да се изведе тој потват, да се изврши аболиција на тие 56 лица, мора претходно да се приберат податоци. Во прибраните податоци има и податоци од предистражна постапка на специјалното јавно обвинителство кон кој председателот на Републиката нема достап. Бидејќи од гледиштето на кривичната постапка, закон за кривична постапка, предистражната и истражната постапка ја води исклучиво обвинител. Во овој случај специјалниот обвинител, он е доминус литис. И гарантирана е тајноста на тие податоци. Во врска со тоа, председателот твој на прилика Лаховски рече председателот се знае. Не, он не може да знае тоа. Тоа е кривично дело. Он не смее да дојде до тие податоци, а уште помалку смее да ги обелоденува. Тоа е кривично дело. Според тоа, ако он дошол и до тие податоци, се постава прашање, тој може тоа да го до тие податоци да дојде преку своите служби. Кои се тие служби? Така, тоа е веќе прашање. Понатаму, сето тоа да се формулира, па и да се потпише. Не е лесно толку одлуки да се потпишат. И да се објават во службен вестник. И сето тоа да се изведе во еден ден, 12 април. Тоа не може без претходни темелни подготовки и вклученост на повеќе луѓе. А бидејќи колегата Иванов го познавам повеќе време, и овде Иво Дојран доаѓал повеќе пати овде во ова библиотека, нема он таков капацитет да изведува такви потвати. Без да биде подржан или да биде дел пошироко. Без логистика. Која е логистиката, тоа може секој да нагодува. Тоа е дел од ова пошироко сценарио, што е направено веројатно уште и пред потпишување на Пржинскиот договор, а особено е зајакнато по потпишувањето на Пржинскиот договор, за да може преку ова сценарио сето тоа да се обезвредни. Дали аболицијата на Иванов, дали тој Дамоклов меч, така се изразам, кој прети од Уставниот суд, очигледни се тенденции од владеачката структура да биде неутрализирана работата на специјалното јавно обвинителство. Во таа смисла се и бројните коментари околу тоа како судот се однесува кон
кон предметите кои произлегуваат од специјалното јавно обвинителство, па дојдовме сега до овие шпекулации и можности да се формира специјално оделение во Министерството на внатрешни работи или во судот. Ме интересира вашето мислење, какви се правните можности за да се избегнат овие влијанија политички кои се прават во правосудниот систем, а со цел да се неутрализира работата на специјалното јавно обвинителство? Да, ние сме сега е во фаза специјалното јавно обвинителство да ги оформи обвинителните акти, обвиненијата, што не е лесно. Предистражна и истражна постапка, да ги собере податоците, да утврди дали постои основано сомнение за одредено кривично дело и сето тоа потоа да го стави во редовна судска процедура. Тогаш ќе се види како ќе реагира судството. За сега веќе има индиции дека редовното судство пред кои треба обвинителството да се појави, има доста резерви према специјалното јавно обвинителство што се гледа преку мерката притвор. Ако пред појавата на специјално јавно обвинителство мерката притвор беше прифаќена од страна на истражниот судија, анблок речиси како правило со мали исклучоци, сега имаме обратна ситуација. Сите предлози за изрекување на мерката притвор што ги дава специјалното јавно обвинителство се одбиваат со најмали исклучоци. Тоа значи, тој е индикатор дека редовното судство е намрштено кон специјалното јавно обвинителство. Има и причини за тоа, затоа што специјално јавно обвинителство е на некој начин критика и на постојното обвинителство, но и критика на самото судство. И затоа може да се очекува исто така одредена блокада и големи пречки кога при разгледувањето на обвинителните акти и натаму водење на тој судска постапка пред повеќе судски инстанции. Јас уште кога се формираше специјалното јавно обвинителство, дадов изјава дека специјалното јавно обвинителство е чекор напред и треба да се поддржи. Но реков дека е неопходно да се направи и втор чекор, а тоа е да се формира и специјален суд за предметите што тоа ќе ги подготвува. Но и тогаш и се уште и сега мислам дека не постојат услови. Не постои расположение и од тука решението може да се бара во постојниот систем, треба се потпреме на законот за судовите од 2006 година, закон што предвидува постоење на специјални оделенија, фактички такво оделение за организиран криминал, може да се организира и специјално оделение исклучиво за предметите за кои што е задолжен. Кој може да го воспостави тоа? Треба политички договор повторно или е можно во рамките на правосудниот систем? Може во рамките на правосудниот систем. Може, например, основен суд Скопје, еден кај што е лоциран и основниот суд за организираниот криминал, група судии, тамо се врши специјализација во тие судови со проширена надлежност, специјализација на судиите и ако постои добра волја, тоа може да се направи. Но врз база на одлука на основниот суд, на кривичниот суд во случај? Може тоа. Ако постои таква волја, дури ако постои таква волја, може и апелација тоа да го направи, па дури и до Врховниот суд, ако постои волја, ако постои спремност. Врховниот суд да го направи тоа. И кога ќе дојдат жалбите по тие правните лекови. Значи сето тоа може, но кај нас е проблемот таа волја. Особено проблемот на вие го читавте извештајот на Прибе, најголеми критики се упатени кон обвинителството и кон судството. И во таа смисла председателот на ВМРО го отфрли експресно, ја отфрли оваа идеја како и во улогата сега една од критики за состојбите во кој што се наоѓа нашето судство е позиција на претседателите на судовите. Тие имаат многу значајна функција. Нив ги поставува Судскиот совет на Република Македонија. Преку претседателите владеачките партии вршат битно влијание и тоа ние го видовме и преку снимките. Дали ќе се одважат претседателите и судиите во основните судови да пристапат кон формирање на едно такво оделение специјализирано за потребите од овој вид на криминал, не сум убеден, но бил пријатно изненаден ако дојде и до промена. Значи, може внатре без некои промени. Може. Инаку, тоа е полесен приод. Најчист приод би бил
да се извршат и промени во Уставот, да се донеси уставен амандман со кој што би се вовел специјален суд. Зашто е потребен политички консензус? Консензус, да, па добро и. Таа интервенција мора двотретинско мнозинство. Да, па ете и така е формирано специјално јавно обвинителство. Зошто ако постои спремност да се рашисти криминалот и ако тоа стане општа свест, тогаш тоа би бил најлесен проблем. Јас само сакам да укажам дека Македонија мора што побрзо да дојде до таа свест, дека никој не може да остане неказнет ако направил кривично дело. Дека неказнивоста никаде не се толерира. И не се толерирало уште од римско време, од римското право па до денес. А и логично е тоа да се свати. Ако се толерира криминалот, тогаш општеството не може да обстане. Дури во тој контекст помилувањето на предателот на Иванов не беа ништо друго, туку потик и натаму да се вршат кривични дела. Секое помилување, секое ослободување, особено од оваков масовен карактер, значи потик за нови кривични дела. Тоа мора да пресече. А професор, еден од голем тест за судството ќе биде кога ќе бидат постапките кога ќе започнат во судот овие кои се базирани врз база на незаконски прислушуваните разговори. Во таа смисла судот веќе се произнесе и отфрли прислушуваните разговори како можни докази во постапката. Од друга страна го имаме мислењето на Венецијанската комисија, кој сепак има поинаку ги толкува тежината на тие нелегални разговори од толкувањето кое го има судот, кривичниот суд кај нас. Дали прво имате информација што се случува со имплементацијата на тие препораки? Иако би било убаво да ги сумираме во оваа прилика накратко, што Венецијанската комисија препорача во однос на нелегално стекнатите дели докази? Венецијанската комисија се вклучи во тој процес на барање на нашиот амбасадор во Совет на Европа, чие што работно тело е Венецијанската комисија. Тоа е комисија за демократија преку правото. И баш убаво да се види се како демократијата се согледува од гледиште на правото. Еве и прилика и за Македонија да се види како правото може да биде клучен регулатор на демократските процеси. Тоа што е и ова појдовна идеја во овој учебник дека правото е најмоќен инструмент досега измислен. Човештвото досега не измислило поефикасен инструмент од правото. Венецијанска комисија сега тука ни помага како може правото во Македонија да се користи како инструмент за надминување на кризата. Беше замолена Венецијанската комисија да направи стручна експертиза на законот за заштита на приватноста што нашиот парламент го има донесено во ноември 2015 година. Исто е тоа од пакетот на Пржинскиот договор заедно со законот за свиркачите. Бидејќи имав и прилика да разговарам со таа нивна работна група испратена од Венецијанската комисија за време на нивната посета во специјалното јавно обвинителство, видов луѓето како размислуваат и како најсуптилните прашања умеат да ги нотираат, независно за која земја станува збор. За нив беше клучно. Прво открија многу недостатоци во тој закон за заштита на приватноста и барат преку специјалното јавно обвинителство да се вградат од страна на собранието нивните сугестии. Која е прва и најзначајна сугестија? А тоа е дека јавниот интерес има предност во однос на приватниот интерес. Иако е законот за заштита на приватноста, заштита на личности и на семејството, неспорна вредност и од гледиште на Европска конвенција. Но, во случај, ако во разговорите што се водат во таа приватна сфера, постојат некои индиции кои кажуваат на загрозување на јавниот интерес. На јавниот интерес, или, по-конкретно, индиција за некој кривично дело. Во такој случај, тоа не може да има статус на приватен интерес, мора да биде објавено во јавност. Новинарите се должни тоа да го изложат. Со други зборови, јавноста и снимките, тоа е сега што специјалното јавно обвинителство го има како задача, што ги прислушкува сега, прислушува снимките. Секаде кај што ќе констатира во некој разговор дека е повреден јавниот интерес или е нешто од интерес за пошироката јавност, е должно тоа да го изложи, да го презентира, ако има елемента на кривично дело, да го стави во процедура.
Но Прашањето, да. Венецијанската комисија бара сега за новинарите да пишуваат за тие прашања и да нема забрана. А сегашниот закон за заштита на приватноста забранува новинарите да пишуваат за снимките кои што се уште не се објавени. Да. А дури имаше интенции да се забранат и веќе објавените снимки, имаше таков предлог и барање за кој што Венецијанска комисија не може ни да помисли. Не може нешто што е од јавен интерес, особено ако е врзано со криминалот, да биде ставено ад акта. Да биде забрането за објавување, да. А второ, исто, Доколку се имплементираат препораките? Само уште ова да го кажам, има уште еден елемент на кој што инстира Венецијанската комисија, повикувајќи се на практика на Американскиот врховен суд, а тоа е снимките, овакви какви што се, какви што ги слушав, или какви евентуално ќе бидат објавени во иднина ако специјалното јавно обвинителство ги користи во постапката. Може да треба се користити како доказен материјал. Врховниот суд на Америка ги користи како доказ. И сосем е логично. Но и Европскиот суд за човекови права се повеќе оди на таа линија. Доколку се имплементираат тие препораки на Венецијанската комисија, дали специјалното јавно обвинителство ќе може да ги користи? Како доказ во постапката? Морат прво да се имплементираат во Законот за заштита. Тој закон, според Венецијанската комисија, во оваа фаза е тесен. Зато ги дава сугестиите да се подобри законот, со овој приод за кој што зборев, да се отвори поширок простор и специјалното јавно обвинителство да може да има поширок простор за делување. Али ќе добие со тоа многу и правото и демократијата во Македонија. Тој баланс помеѓу приватниот и јавниот интерес, на пример, не е застапен во кривичниот законник на Република Македонија. И затоа нашите судови се повикуваат на кривичниот законник, тој е еден догматски приод. И го оспоруваат снимките како доказен материјал. Да. А тоа е веќе тесен приод. Венецијанска комисија и Европски суд за човекови права одат пошироко, и посебно Американскиот врховен суд. И ние тоа мораме да го прифатиме. Мораме. Кои се нашите обврски по препораките на Венецијанската комисија? Тие не се обврзувачки. Тие не се обврзувачки, но специјалната јавна обвинителка веќе поднесе барање до собранието тој закон за заштита на приватноста да се дополни со нови одредби. Без база на препораките на Венецијанската комисија. Да, а тоа се препораки и аргументите се извонредни. Јас како правник, како професор по уставно право, целосно ги прифаќам. Мислам, тоа е преку нив се гледа моќта на правото. И логички се, потpuno се логички. Имате ли, да ве прашам, информација, ако тоа не е ваша работа, но сепак следејќи оваа материја детално, има ли некаква постапка воопшто во собранието, некаква реакција по барањата на специјалната јавна обвинителка да се имплементира? За сега нема ништо. Специјалната јавна обвинителка побара и да се дополни законот за заштита сведок и за тоа нема реакција. Тоа е уште еден доказ дека естаблишментот има резервиран или негативен однос кон работата на специјалната. Што би се променило? Тоа е следното прашање околу заштитените сведоци. Зошто не може да функционира во рамките на постоечкиот закон специјалното јавно обвинителство? Зборувам за законот за заштитени сведоци. Тоа треба малку повеќе, подлабока анализа да се направи со оглед на прво каква е позиција на тој заштитен сведок, што нуди земјата, колку што имам информации, рече си кај нас и тоа и не функционира. Кој би се прифатил да биде заштитен сведок ако не се подобрат условите, како што е тоа во другите земји? Дали во постоечкото решение, на пример, ако има некој заштитен сведок, практично, да речеме сега, Зврневски ќе може да знае кој е заштитен сведок. Тоа е работата. Значи, целиот тој систем, исто како што е прашањето сега ово што е актуелно, дали треба да се формира и специјално оделение за потребите на САЕ во Министерството за внатрешни работи. Чувте од министерот за внатрешни кој што вели дека нема потреба, бидејќи обвинителката има право да ангажира секое лице од Министерството за внатрешни работи, што таа ќе најде за сходни, таа има ангажирано преку 10 лица, тоа е вред, но ангажираното лице и натамо останува зависно од министерот на внатрешни. Неговата цела кариера, бидејќи ова е 5 години, јавно обвинителство после 5 години мора да внимава таквиот службеник кој ќе се врати во обвинителството, како на него ќе гледа министерот и другите. Значи, многу други прашања, ако сакаме таа институција да биде автономна, продуктивна и што побрзо да го расчисти прашањето со кој што се соочуваме, би требало да има поширок приод секоја институција. Една од
жешките теми во преговорите сега кои се водат меѓу политичките партии се ингеренциите на министерот кој би стапил на функција во рамки на така наречената пржинска влада, околу неговите ингеренции да назначува и да разрешува. Што овозможува постоечкиот правен систем како ингеренции кои министерот би можел да ги прави, за да дојдеме чисто ваша сугестија која може би им помогнала на политичките партии да дадат побрзо договор. Па гледате, по излегувањето на парламентарната опозиција од собранието и со повлекувањето на оние нивни министри, постојаното парламентарно мнозинство побрза на предлог на владата да изврши промени во законот за внатрешни работи за да се смалат ингеренциите на министерот, за да по активирањето на пржинскиот договор, откако опозицијата ќе го добие тоа место, таквиот министер да нема клучни овластувања и да биде она што самите викат англиска кралица. Еве гледате каква борба се води помеѓу политиката и правата. Професоре, вие сте советник во специјалното јавно обвинителство. Дали е тоа точна информација? Точно е. Јас уште со самото формирање на специјално јавно обвинителство прифатив покана да обаваме разговор со тимот на Катица Јанева за прашања врзани за уставот и уставното право. Тоа беше веднаш по неговото формирање во октомври, ноември месец. Сите прашања со кои што тие се соочуваат, а имат врска со уставно право и уставот. А претежно станува збор за мои студенти. И што биде среќата уште поголема, што сите полагале кај мене уставно право и сите добиле добри оценки. Па еве и прилика сега и они да можат професорот да го испитуваат. И Иванов имаше добри оценки. Немаше, он има добри оценки по политички науки, али на правни науки е послаб. Така да моите врски со специјалното јавно по тој разговор, а има многу прашања врзани за уставно право, бидејќи специјалното јавно обвинителство, особено кога се во прашање правните лекови, особено лекот за заштита на законитоста, директно упатува на уставот. И јас сум лично заинтересиран да имам влијание врз работата на таа институција, затоа што сакам уставот во секое обвинение да фигурира дали е повреден или не. Досега уставот го држат по страна. Јас сакам уставот да се вклучи во таа процедура и тој да биде заштитен не помалку од законите. Уште една дилема има околу мандатот на специјалното јавно обвинителство. 18 месеци се одредени. Добар дел од тој период беше засенет со амнестијата на председателот Иванов, бидејќи на известен начин го блокираше работата на СЈО. Остануваат уште некои 10 месеца до крајот. Дали има основи да се продолжи тој мандат? 18 месеци е рок за покренување или поднесување на обвинителен акт за предметите за кои што е отворена предистражна постапка истрага. Тоа се тие 7 или 8 предмети во кои што се опфатени околу 60 на лица, веројатно сега ќе има и други. 18 месеци. По истекна тој рок обвинението се поднесува, меѓутоа и натаму продолжува специјално јавно обвинителство со отварање на нови истраги и тече потоа постапката пред судовите. Мандатот на специјално јавно обвинителство е 5 години е специјално јавно обвинителство, мандатот на Катица Јанева е 4 години со можност да биде избран уште еден мандатен период. И овој период од 5 години за кој што е формирано специјално јавно обвинителство може да се продолжува за година дена со двотретинско мнозинство во парламентот. Ќе видиме до тогаш какви промени ќе настанат. Почнавме со Мендела, да прашам за крај вашето очекување, вашето предвидување за некоја блиска иднина. Дали узурпаторите ќе бидат спречени? Па правото има моќта да го направи и затоа и јас се вклучувам со желба правото да проработи. Правото е врзано за правдата, не е врзано за националните и државните интереси, туку за правдата. Со правдата и правичноста е поврзана и искреноста, честитоста и легитимитетот на власта. Сакале или не, мора да победи правото, а со тоа и узурпаторите да го отстапат местото.
Професоре, ви благодарам за разговорот. I јас исто така, драго ми е што сте овде на ово место кај што се дебатира и ова е баш дебата, И ви баш посакувам разговор. Успешно девето издание Да, посветено на благодарам. Шарената револуција, како што рековте. Тоа беше разговорот со професорот по уставно право, господин Светомир Шкарич. Благодарам за вниманието.